Следите три линка во продолжение. Денес игнор за маркетите. По излезноста за бојкотот на потрошувачите ќе се оценува капацитетот на граѓанството за самоорганизираност. Но тоа би била веројатно новата гласност на избирачите со опомена за оваа власт. Лудуваат цените, не успеа ниту кошничката. И натаму цените до небо. Но и потрошувачката кошничка се повеќе расте. Граѓаните револтирани изразуваат незадоволство. Колку е оправдано, тоа незадоволство ќе се види доправа во наредниот период. Лебди и дилемата дали е на сцена договор помеѓу владата со големите газди или тие се толку важни што може да ја клатат и власта. Добре за Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата. Како гледате на најновиот развој околу граѓанскиот револт, незадоволство, социјален бес? Колку ова намера за бојкот може да има ефективни последици врз пораките и до трговците, но и до власта? Тука испративме многу пораки, имајќи во предвид дека принципот на слободната пазарна економија треба секој пат да биде на прво место, вклучувајќи ги човековите права и сите слободи. Тоа значи дека слабата помош и недосетливост наназад на сите влади во врска со слободната пазарна економија доведе до мешање во креирањето на цените и во начинот на работење на трговците. Така да целата оваа состојба внатре во мене е парадоксална, бидејќи купувачите или потрошувачите, граѓаните на крај реагираат, наместо да ја користат организацијата на потрошувачите или одредени иницијативи, лоби иницијативи и така натаму. Од друга страна, компаниите воопшто не покажаа смисол за своето постоење. Водењето на бизнис, економијата не е само правење на профит преку плеките на работниците, преку и изигрување на даночниот систем, или пак состојбата на ние во моето семејство така ја кажуваме, ја нарекуваме, само да прашам или само да направам некоја комбинација и така водиме ние бизнис, поголемиот дел од бизнисот и затоа ја искористуваат оваа шанса. На што се должи отапеноста на трговците и колку ова граѓанско незадоволство може да ги мобилизира производителите, трговците, па и власта? Ние генерално водиме економија по системот на грабливци на џунглата, како предатори, и оние кои треба корпоративно, општествено, одговорно, долготрајно да ги пренесат бизнисите од менеджментот на семејството, од управувачките капацитети на останатите да ја го следат примерот, тие не може да остават пример квалитетен и позитивен. Особено се радуваме и учиме на корпоративни компании кои имаат традиции по 100-200 години и ние сме чудоневидени како тие функционираат, не навлегувајќи ни во нивниот смисол на работење и на живење, дека тоа е благородна работа, пред се би требало да биде, се вработуваат луѓе, се понудуваат квалитетни производи, особено регулативата вели дека тие треба да бидат во добар состав, со добра содржина, добро спакувани, добро обележени, читливи, со сите последици и придобивки од тие производи и услуги. Ние тоа со сила го правиме. Не го правиме на начинот на кој одлучуваме, со честни исклучоци, меѓутоа не одлучуваме дека граѓанинот и потрошувачот ни е пред се, за да го имаме долготрајно во државата. Не случајно го кажувам ова, да го имаме долготрајно во државата. Пред 2 години клучните 10 маркети оствариле приходи од околу 700 милиони евра, например кам над 270 милиони евра, Стокомат повеќе од 175 милиони евра, Кипер за 5 години од 50 милиони го зголемил профитот на над 175 милиони евра. Колку жетта за профит ги одржува маржите на високо ниво? Пред се овие податоци кажуваат дека тие
добро се организирани и знаат да го зголемат присуството на пазарот. Тие цифри кажуваат дека на некој начин дури е зголемена потрошувачката моќ и квалитетот на производи. Само да не бидам контрадикторен на претходно што го кажав. Од друга страна, тие го абсорбираат целиот куповен пазар со нивната понуда и со нивните досетливи маркетиншки кампањи и производи. Учат во меѓувреме, меѓутоа, за жал, наброивте само 5. И тоа е нашата болка. Односно, слаба конкуренција на пазарот и дури, може да се каже, и до некаде, бидејќи бизнисот помеѓу нас, како што е мал, се познаваат, па така да може да има и еве, ја се прашувам дали има и договарање на цените на целокупниот пазар за сите производи. Препознавате можеби спрега помеѓу власта, производителите и трговците? Не препознавам таква спрега. Комуницираат. Власта треба да биде умна, бидејќи тие се најголемите плаќачи на данок, даночни обврзници, и треба да најдат начин како ќе комуницираат, треба да најдат канали како ќе се лобира за одредени политики, а не сето тоа да се случува преку пресконференции, без претходни состаноци, без претходно договарање и без претходно осигурување на јавноста дека и власта, и компаниите, и трговците особено живеат од задоволството и од вкусовите, дали се политички или економски, од граѓаните. Господине Бошков, меѓутоа не ви изгледа помалку апсурдна една ситуација, владата која има инструменти да ги контролира цените, сега имаме порака дека и власта ја поздравува одлуката на граѓаните за бојкот и се придружува кон ова своевидно незадоволство и револт. За мене катастрофална грешка е власта да зема страна. Бидејќи претходно кажав дека овие компании, овие трговци навистина се едни од најголемите плаќачи на данок и вработуваат многу луѓе. Замислите она што може да се случи во социјалниот диалог, одреден број од компаниите да ги затворат компаниите и работниците да не дојдат на работа. Дали било тоа во фабрика, дали во трговски марки или во поголеми ланци од трговијата. Во тој случај имаме социјален проблем. Тогаш ќе треба да настапуваат синдикатите, да настапуваат адвокатите, работните спорови и така натаму, затоа што сите ние во општеството имаме слобода на избор, меѓутоа имаме и слобода на делување. Замислете го изборот на локаут. Не се согласувате со впечатокот дека понекогаш и трговците се здисани до тој степен да не размислуваат само на двојно, туку тројно, па и не знам, пет пати за 5 пати поголем профит и приход да обезбедат. Тоа е она што го кажав на почетокот. Джунгла од пазарна економија и несовестно и неетичко работење без смисол. Меѓутоа, ние мора да ги поставиме, збориме за основата, збориме на базата и на правилата на игра. И сите тука ги погрешивме правилата на играта. Ете, вие рековте трговците, се сложувам со трговците, особено од завчера почнавме кампања да потрошувачите и граѓаните да се насочат кон малите бизниси, кон локалните занаечи, месарници, пекарници, сладкарници и така натаму, луѓе кои работат во трговијата да им однесат сендвичи, храна и така натаму на одредени луѓе, за да покажеме дека сме отворени кон бизнисот, особено кон микро, малите, средните и занаечиите. Трговските ланци треба да се насочат кон фер трговски практики од своите помали добавувачи, од локалното производство, да ги потикнуваат за да можат тие да бидат зајакнати и на некој начин на долг рок да ги примамат да бидат тие нивните клиенти. Најголемите 5 ланци на маркети во 2019 година имале добивка 30 милиони, за 2023 за да ја завршат со околу 100 милиони евра профит. Што и како да се применат мерките во
во ваков случај на сузбивање на нефер трговски практики. Мора да знаат нивните добавувачи дека постојат одредени правила на игра, меѓутоа исто така и во делот на пристап до финансии и во делот на трговската размена, која е документирана, дека тие средства можат и да ги наплаќаат. Веднаш да ги наплаќаат, преку фактор траст, преку одредени канали на наплата и така натаму. Меѓутоа, мора да се знае дека контролата и квалитетот мора да бидат на ниво. Вие велите постојат некои правила на игра, но очигледно некој ги изигрува тие контроли, правила на игра, законски регулативи. Тоа е точно, бидејќи се Им е допуштено. целата политика се заснова на она скриена корупција, дека секој некого има во одредени сегменти во управувањето и во фер донесувањето на одлуки, односно практикување на правдата во економска пракса, и затоа се земаат такви позиции на моќ за да се злоупотребуваат или пак да се повредуваат своите потрошувачи, клиенти и така натаму. Во многу европски земји во пикот на инфлацијата воведоа привремено ослободување или намалување на ДДВ-то за основната храна и енергетици со цел да го заштитат стандардот на граѓаните и конкурентноста на домашните индустрии. Како да се застане во одбрана на граѓаните и да се подобри животниот стандард? Со храбри политики. Што е за вас храбра политика? Ако тоа значи дека ние ја имаме хипотетички, ќе наречам, власта и управуваме со власта и извршно делуваме, тогаш можеме за домашните производители да направиме одредени повисоки царински давачки за производи од странство, кои ги увезуваме. Да го потикнеме македонското производство, да го потикнеме географското потекло, да ги потикнеме компаниите да ги подобрат своите начини на привлекување на потрошувачите. Со квалитет, со стандарди, меѓутоа обучувајќи ги, информирајќи ги, не казнувајќи ги. И на крајот, она што го кажавте, она што е пракса, а тоа е намалување на даноците, особено за производителите. И што повеќе иновативни производи од домашно производство. Сметате дека денешниот бојкот може ки ги замисли под наводници алчните да излезат во пресрет на обичниот граѓанин? Тука задоволството е изгубено веќе, бидејќи тоа не се случило низ диалог, за да може да имаме консензус и добра волја од двете страни и да се почувствува дека навистина чекорите што се превземаат во однос на задоволството на потрошувачите, а исто така во исто време и своите клиенти, треба да биде заемна работа. Во овој момент испуштена е таа шанса и затоа се надевам дека одредени корпоративни политики и начин на размислување кој потекнува од личното воспитување, знам дека ова ќе повреди одредени трговци, е променето или ќе се промени. И дека ќе мора да работењето, бизнисот, трговијата треба да има смисол и да биде стил на живот, а не да биде адхок влегување во одредени простори само заради профит и само заради личен бенефит и подобно лично живење. Очигледно последниот период профитот и личното богатење доминира? Секако, точно е тоа, бидејќи сега ми летна една мисла кога ме прашавте. Имаме во Македонија акционерски друштва кои ги изигруваат своите акционери со намалени дивиденди, затоа што сите лични задоволства ги прикажуваат и ги пресметуваат како компаниски трошок. Знаете какво изигрување е тоа? Затоа повторно наведувам. Личното воспитание, култура, не етика на одредени корпоративни лидери навистина го нарушува целиот комодитет и онаа традиција на македонска култура и на
начин на комуникација традиционална за овие простори. Нас ни е нарушено достоинството. Господин Бошков, вие сте еден од ретките кои застанавте во одбрана на работниците. Велите, работниците се премалку платени, имаме и сериозен недостиг на работна сила. Дали домашниот пазар е изолиран од глобалните светски движења? Апсолутно. Особено одредени компании кои работат како мултинационални компании во Македонија, дали се тоа странски директни инвестиции и така натаму, тие многу добро знаат дека на друго место во светот и во Европа дека потпишуваат мултинационални договори или транснационални договори. Меѓутоа, тие не се договори за трговија. Тие договори се однесуваат како ги третираат луѓето и работниците во своите компании. И секаде низ светот или секаде низ Европска Унија, условите, колективните договори, почитувањето на работникот е на високо ниво, а во Македонија се протажира минимална плата и одредени услови и не формирање било која форма на здружување на работниците. Нема ни еден синдикат во странските директни инвестиции. Само заради избегнување на преговарање и истакнување на површина правилата на игра кои ги почитуваат човековите права во рамки на работничките права. Кои се според вас главните причини од недостигот на работна сила? Ниските плати или станува збор за многу поглобален или поголем проблем внатрешен како држава? Не, нашата болка се наоѓа во општеството и во незнаењето да се управува со општеството и со ресурсите кои ги имаме. Говорам за... Имаме од образованието, ќе почнам. Ние не можеме со никаква мерка да ги натераме одредени совети за програмите за високо образование, па дури и за средното образование, да ги променат програмите кои датираат од минатиот век. Потоа здравството, сообраќајот, туризмот. Постојано се наоѓаме во џунгла. И постојано таа џунгла е надгледување од несоодветни надгледувачи. Така ќе го кажам тоа, ме разбираат вашите гледачи и тука се чувствуваат несигурни. И затоа глобалното иселување и овие големи бројки на иселување од Македонија повлекува и недостаток на работна сила, а уште повеќе малите плати, уште повеќе слабата мотивација, слабото ниво на заштита, на безбедност и здраве при работа и слабото почитување на работникот како еден од основните капитали, основниот капитал на компаниите. И затоа бројките од пред 4-5 години од 730.000 вработени се паднати на 520.000 работени. Знаете колкава бројка, колкав екзодус во економијата е тоа. Ние не можеме да си го повториме тоа. Ние не можеме да си дозволиме да размислуваме, да се организираме да имаме такви бројки во економијата. А се уште броиме скоро 900.000 работоспособно население. Така да нас ни недостасува волја, одговорност и потреба да ја вратиме нешто на државата, бидејќи тотално изгубена довербата. Благодарам за гостувањето во Тренинг. Благодарам на поканата. Миле Бошков, Бизнис конфедерација на Македонија. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Се надевам дека во изминативе 60 минути го задржавме вашето внимание со изборот на соговорници, а во емисијата гостува подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Кристина Костова, извршниот директор на Стопанската комора на Македонија Антони Пешев, како и председателот на Бизнис конфедерацијата Миле Бошков. Довидување до идниот петок во исто време.